не се благодарам што ја прифати поканата да бидеш денеска гостин во емисијата Мој збор што се емитува на ТВ Сонце. Имаме посебен убав повод денеска да се видиме на Факултетот за информатички технологии во Охрид. Именно ти ја правиш твојата самостојна изложба, мултимедијална, на експонати и го прикажуваш практично развојот на компјутерската технологија од 50-тите години па наваму, и исто така интересно е тоа што одржа и неколку интерактивни предавања изминатите неколку дена за учениците од средните училишта во Охрид. И она што мене посебно ми остава впечаток, а тоа е начинот на кој што си ја насловил и мултимедијалната изложба и твоите предавања, а тоа е духот од електронската ламба. Зошто баш таков назив и на што треба да не асоцира тој назив? Браво. Благодарам најнапред за поканата. Како што спомнавте и самите, насловот е духот на електронската ламба, од вакуумски цевки до дигитална свест, развојот на компјутерскиот процесор и раѓањето на вештачката интелигенција. Всушност се работи за историјата на архитектурата на компјутерските процесори со сите нивни предвесници, почнувајќи од втората половина на 50-тите години од минатиот век, кога се појавуваат првите мейнфрейм компјутери на IBM, конкретно компјутерот IBM 650, кој ќе вклучува регистри со по 10 електронски ламби, кои можете да ги видите на изложбата. Тие се од 1957 година. 10 биле необходни, бидејќи пресметките кои се правеле на тогашниот компјутер кој зафаќал неколку метри квадратни, биле врз база на децималниот броен систем, што значи за да се представат броевите од 0 до 9, мора да имаме барем 10 електронски ламби за секој регистар. Духот всушност е повеќе слојна метафора. Прво, тоа е она од кое ние се плашиме, а во исто време сакаме да го пронајдеме, бидејќи всушност тоа е и смислата на постоењето и дава смисла на се друго што постои. Се работи за светиот грал на информатичките технологии, а тоа е вештачката интелигенција или потрагата по математички модел за човековата свест. Проблемите со кои континуирано во текот на развојот на учениците се студираат се поедно технички и философски. Компјутерскиот развој ќе придонесе кон артикулирање на оваа идеја и евентуално имплементација во нешто што конечно ќе го ослободи тој дух од електронската лампа. Всушност, следната декада, после 50-тите години, т.е. 60-тите години, се појавува за прв пат CISC архитектурата, акроним кој доаѓа од Complex Instruction Set Computing, кој ќе овозможува кодот кој ќе го напишеме ние во Македонија да биде дистрибуиран на друг континент и да се извршува на компјутерска архитектура независно од перформансите и цените. Приказната продолжува понатаму со 8-битните процесори, 16-битните процесори, крајот на 70-тите години, кои воведуваат графички интерфейси, кои се исто така круцијални во развојот и на идејата, и на решенијата базирани на вештачка интелигенција. Тоа е всушност мигот кога ние за прв пат имаме персонална интеракција со компјутерот, го интерпретираме преку онство, од објект станува субјект. Различните периферни уреди за комуникација дополнително овозможуваат компјутерот да стане не само машина на која ние даваме податоци за обработка и добиваме некаков одговор,
туку за интерперсонална комуникација. Постојат два главни лика кои се вклучени во приказната Духот од електронската ламба. Едниот е Гордон Мур, а другиот е Алан Тјуринг. Гордон Мур е председател на корпорацијата Intel и некаде во средина на минатиот век ќе предвиди дека секои 2 години ќе се удвојуваат капацитетите на компјутерските процесори, бидејќи ќе се удвојува и дензитетот на транзистори. Така што тоа може да се забележи во хронолошкиот приказ на артефактите, каде што спомнавме десетици метри квадратни за електронски ламби, во следната декада се сведени на десетина сантиметри квадратни од ЦИСК архитектурата, за потоа истото со суперскаларните процесори на пола милиметар квадратен силиконско јадро за компјутерски процесор да биде представен. Така. Она што мене ме интересира, кога веќе го спомнавме Туринг и многу интересен Туринговиот тест, кој што во историјата на филозофијата, односно поконкретно во рамките на филозофијата на умот, се критикува, односно ја подвлекува таа етичка импликација дека кога се случува, како што ја нарече ти, таа интерперсонална комуникација помеѓу човекот и компјутерот, преку Туринговиот тест се покажало дека човекот кој што едноставно треба да открие дали комуницира со компјутер или комуницира со субјект кој што има човечка свест, 50-50 е веројатноста дека ќе каже дали комуницира со компјутер или комуницира со човек. Сега, она што ме интересира е со секојдневната употреба на компјутерите и внесување на вештачката интелигенција во нашето секојдневно функционирање. Како тоа ќе се одрази на нашата комуникација на интерперсонално ниво, на релација човек-човек, на релација човек-компјутер? Дали ќе можеме во иднина да разликуваме дали комуницираме со некој си производ на вештачката интелигенција или комуницираме со човек? И колку понатаму ќе се интимизираме ние со субјектите од вештачката интелигенција? Ќе ни се случи ли истото сценарио како на главниот лик во филмот Her? Многу интересно прашање. Всушност, Тјуринговиот тест се фокусира на нашето искуство за она што значи интелигенција. Спомнав претходно, интелигенцијата е продукт на еден по-широк парадокс, тоа е свеста, и всушност за да дефинираме било што, ние мора да се користиме со тие механизми, оттаму неможноста да се дефинира самата интелигенција. Алан Тјуринг предлага всушност на машините да го поставиме истиот тест кој го поставуваме на се друго, а тоа е за да ги прифатиме нештата, мора во себе да содржат елемент кој не разоткрива нас самите. Станислав Лем во Соларис, знаете, ќе каже, ние не бараме други планети за да откриеме нови светови, туку за да се пронајдеме самите себе. Исто и со роботите. Ние сме ги концепирале во лик на човекот, сме им дали антропоморфски изглед, сме ги обдариле со слободна свест според она што за нас значи свест, слободна волја, пардон. И заканите кои ги подвлекуваме, стигмата која ја ставаме на она што евентуално го етикетираме како различно од нас, бидејќи сме го крстиле нели вештачко, заради тоа што сакаме нашата интелигенција секогаш да го има своето резервирано место во природата како највисок интензитет на свеста, открива многу за нас самите. Проблемот кој ние го имаме на ниво на пристап кон вештачката интелигенција всушност не е нов. На бројни народи, група на организми од животинскиот свет и слично сме ги
дискриминирале подеднакво заради различноста. Ние во рамки на нашиот човечки род имаме на биолошко ниво една широка палета на неуродиверзитет, па и за тоа сме измислиле бројни етикети на различни синдроми. Така што пристапот кон вештачката интелигенција треба да биде рамноправен. Евентуално таа, јас верувам дека ќе ни помогне да се ослободиме од хиерархијата, лажната хиерархија која имаме поставено на ниво на интелигентни организми, бидејќи да не забравиме, човекот е најпаметниот, најинтелигентниот систем на оваа планета според самиот себе. Значи, ние имаме тенденција да се само цитираме за да ги фалсификуваме нашите резултати. И тоа всушност го правиме и со вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција е до сега најјасното огледало кој човекот го креирал за самиот себе. Бидејќи таја вклучува голем дел од подсвесното на кое ние немаме директен пристап. И ни овозможува да се запознаеме со себството во малку поширока смисла. На тој начин можеме сите заедно да поработиме на трансцендирање на нашиот род, не преку некои езотерични технологии на импланти и преку станување андроиди, туку на подобрување на алатките и технологиите за лична експресија и интерперсонална комуникација. Бидејќи јазикот, кој засега е исто главен интерфейс за комуникација со вештачката интелигенција, всушност е нашата прва технологија. Тоа е првата иновација на човекот и благодарение на јазикот кој имаме целиот подем, верувам дека вештачката интелигенција ќе ни овозможи да дојдеме до технологии за експресија и комуникација на многу повисоко ниво. Така. Мислам дека тоа е вечниот идеал на човекот и многу научници и филозофи во историјата на филозофијата и во науката се занимавале со тоа од природниот јазик да направат екстракт и да направат еден, да кажам, универзален природен или универзален вештачки јазик со кој што сите луѓе ќе можат да се служат и преку кој што ќе се избегнат сите нелогичности и недоследности во самиот јазик и полисемијата и другите аспекти од јазикот кои што нас ни причинуваат како да живееме во Вавилонската кула или познатата алегорија во рамките на Светото писмо. Оно што сакав да го кажам апропо твојот одговор, односно да го прашам следно, е во филозофијата на умот постои еден современ мислител, Даниел Денет, кој што вели дека парадигмата во науката, од каде што се класифицира и она класификација на Лине, дека ние сме најсложениот организам во рамките на природата, па тоа ни овозможува на некој начин тој невродиверзитет што ти го спомна и ни ја овозможува самата свест. Дали таа паралела можеме да ја подвлечеме и кај компјутерите? Колку е по-сложен самиот компјутерски организам или компјутерски систем, дали тоа ќе значи и повеќе слојна и посложена свест? Да, интересно прашање. Сложеноста доведува до еден феномен кој се нарекува emergence, од тука и етимолошки водат корен експоненцијалните технологии, а тоа се технологиите во кои спаѓа исто и вештачката интелигенција, кои во еден миг излегуваат надвор од рамката преку која ние сме ги создале. И тоа е всушност и самиот човек. Ние сме биле амеба, па сме биле риба, сме проделе. Сега моментално имаме некаде околу 85 милиарди неврони или електронски ламби во нашиот мозок, а суперкомпјутерите веќе достигнуваат до 200 милиарди транзистори.
Пред 25 години вештачката интелигенција на IBM, наречена Deep Blue, го победи Каспаров во шах. Пред околу 7-8 години AlphaGo, вештачката интелигенција на Google, ги победи сите досегашни шампиони во играта Go. Тоа е древна јапонска игра, слична на шахот, но со експоненцијално многу поголема комплексност. Всушност, комбинациите на Go се повеќе од атомите во целиот универзум. Зошто ова го кажувам како пример? Треба да знаеме која е целта на интелигенцијата. Интелигенцијата или суперинтелигенцијата, што е за мене по-прифатлив синоним на вештачка интелигенција, суперинтелигенцијата нема за цел да биде конечна или дефинитивна, бидејќи не може свеста да биде конечна или дефинитивна. Оттаму и науката никогаш не може да биде конечна или дефинитивна. Секоја наука која завршува со одговор престанува да биде наука. Интелигенцијата има за цел, како човековата, животинската или таа на роботите, всушност да антиципира, да предвидува. Да не забравиме дека ова е повторно наш концепт. Како ние ги доживуваме во 4-димenzионалниот свет, трите просторни димензии и временската димензија на станите. Во нашето битствување, круцијално е за нашата еволуција и преживување пред се, да правиме антиципација на движење, на настан. На тој начин, вештачката интелигенција учи да предвидува. Раскажано преку приказната за духот од електронската ламба, на компјутерот од 50-тите години, во првиот регистар ќе имате ламба број 2, која ќе го значува бројот 1, во вториот ламба број 3 ќе свети, која ќе означува број 2. И во обид вештачката интелигенција да научи да собира броеви, ќе прави најразлични комбинации врз база на множество за тренирање, а тоа се, да кажеме, броевите од децималниот систем. И паралелно ќе врши евалуација врз база на множество за тестирање. Таму ќе имаме таблица на собирање броеви. Која ќе го најде точниот одговор преку различни трансформации на матрици или математички пермутации, всушност таа ќе научи дека резултатот С од А плюс Б всушност е поместување на позицијата на ламбата Б за вредноста од А или обратно. Сега се прашуваме што ќе се случи кога вештачката интелигенција ќе има пристап до се она што човекот го запишал низ историјата, го знае за себе, за светот. Тоа вештачката интелигенција веќе го прави. Всушност таа може да пресметува математички операции од многу повисок ред, за разлика од човекот. Навигацијата која ја има просторна е многу поефикасна. Заканите не доаѓаат од капацитетот на податоци со кои располага вештачката интелигенција. Доаѓаат од целите кои ќе бидат зададени на истата и незината можност да ги рационализира ресурсите за постигнување на тие цели. Интелигенцијата всушност е како водата. Таа ја добива формата и бојата на садот во кој ќе ја истуриме. Интелигенцијата кај роботот нема да биде ништо поблаготворна
или евентуално подеструктивна од човековата интелигенција, бидејќи истата интелигенција во минатото сме ја виделе во ликот на Адолф Хитлер или во ликот на Алберт Ајнштајн. Сме виделе како може да биде манифестирана и деструктивно и како може да биде манифестирана и конструктивно. Таа е перенијална, ги трансцендира сите аспекти на дуалноста, но всушност се служи со нешто што е особина на човековиот ум и тоа самото по себе е опасно и се нарекува класификација. За да го научиме компјутерот или роботот да може да предвидува, тој мора да научи да класифицира, т.е. да дискриминира. Ако го исклучиме тука светлото, не постои ништо, ниту ние самите. Така што и сепството се само измислило преку дискриминација, знаејќи се она што не е, за да биде тоа што е. Јас за да се артикулирам преку мојот идентитет или моето јаство, мора да помина низ процес на othering, каде што ќе ги исклучам сите други врз база на кој јас правам афирмација преку негација на мојот селф. Истото се случува и со роботите. За да можат тие да не препознаат нас во просторот, мора да го негираат просторот, а оттаму и за да го препознаат просторот, тие се во можност да не негираат нас. Решенијата кои сега ги имаме на располагање за да се справиме со овие предизвици се всушност тие кои ние ги применуваме за справување со самите себе. Мора да постојат законски рамки, регулативи, кои веќе Европската унија, Европската комисија ги има разработено на високо ниво за регулирање на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција е со нас од пред почетокот на постоењето, бидејќи ние сега за прв пат имаме предизвик да прифатиме, ако сакаме, не мораме, но да прифатиме дека не постои една интелигенција, дека не постои една цивилизација, дека не постои една мудрост, дека можеби изворот, она што го нарекуваме свест, или тој мирен океан, тишина, е едност, точка на сингуларитет, кон која ние се стремиме да се вратиме, ултимативно, трансцендирајќи ги сите нешта во светот на дуалноста, но во исто време мора да знаеме дека се она што е манифестно и се она што ние сме го креирале преку цивилизациите, преку подемот на човекот, е всушност судирот на тие ентитети кои се јавуваат во обидот да се изолираат нештата од едното и да добијат свој идентитет. Така. Уште едно кратко прашање со однос на тоа дека ќе мораме да внимаваме на временската рамка, ќе мора емисијата да направиме во време трајање нели од 30 минути, меѓутоа исклучително ми годи овој разговор, има многу прашања кои што во моментот додека ги изговараш твоите одговори веќе ми се поставуваат многу подпрашања, но еве едно генерално прашање, можеби по-абстрактно и по-филозофско, е додека зборуваме за вештачката интелигенција и за роботиката и за свеста која што исто така е едно од својствата на самата вештачка интелигенција, постојано сме затворени во просторот на свесното, односно во просторот на когнитивното, во просторот на мислењето, во просторот на говорот и сите работи кои што можеме да ги артикулираме и да ги прикажеме, да кажеме на ниво на јазик или на ниво на математички јазик и да направиме некој производ како што е вештачката интелигенција. Но што се случува кога почнуваме да
када зборуваме за несвесното во корелација со роботите, ќе можат ли, како што вели Филип Дик, андроидите да сонуваат? И тоа да сонуваат овци кои што се електрични. Ќе може ли тие да имаат желби, ќе може ли тие да имаат стравови, да имаат идеали, да замислуваат, да воспоставуваат револуции? Дали така можеме да ја гледаме иднината и да ја замислуваме иднината како војна помеѓу вештачката интелигенција и природната интелигенција, како целосна доминација на роботиката врз човештвото, или можеби ќе успееме да живееме во некоја хармонија, во некоја заедничко воспоставена функционалност, како да имаме апокалиптично според тебе сценарио за иднината во нашата врска со роботиката, или онака по некое мирно и по убаво сценарио? Да, супер. Значи, јас искрено иднината на човештвото во кохезија со роботите не ја гледам преку призма на нека утопија или дистопија. Она што го спомнавте е многу интересно, а тоа е пристапот до несвесното и комуникацијата, односно интеракцијата на тоа ниво. Фактот дека веќе се случува. На социјалните медиуми, како што се Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и така натаму, веќе имаме толку напредни системи на вештачка интелигенција, што тие успешно можат да го манипулираат хормонскиот статус на човекот, бидејќи човекот, како што спомнавме, е битие со ограничена рационалност, а своите одлуки не ги носи врз база на математички калкулации. Од друга страна имаме наследена социјална болка од осаменост, бидејќи сме биле ранливи во животинскиот свет, па затоа сега имаме на ниво на цивилизација градови, каде што живееме милиони на едно место. Од таму и сите формати на различни заедници, од стравот да се биде осамен. Роботите, тоест вештачката интелигенција на социјалните мрежи го таргетираат тој наш страв, со тоа што не депривираат од лајкови, срциња и друг социјален фидбек на прифаќање, за потоа да не бомбардираат наеднаш со исти такви тригери кои ни нудат коктел од хормони, како што се норадреналин, окситоцин, серотонин, за да може ние следниот настан кој таа добро го предвидела да го купиме, дали е тоа услуга или производ, на ист начин како што носиме стотици непотребни сувенири кога се враќаме од одмор. Од таму веќе постои интеракција помеѓу нашето несвесно и вештачката интелигенција и таа комуникација благодарение на паметните уреди кои ги имаме во нашиот џеб. За таа цел мора да поддржуваме иницијативи од типот на OpenAI. Тоа е иницијално поддржана од Илон Маск и предлага вештачката интелигенција да биде отворена, достапна, не само за индустријата, туку и за крајниот корисник. Бидејќи и пред развојот на компјутерите, до степен каде што можат веќе да се имплементираат вакви технологии за манипулација со човечкото мнение, расположението на конзументот и слично, веќе тоа ние сме го правеле со многу порудиментирани механизми на пропаганда и слично во минатото. Така што вештачката интелигенција треба да ни биде предизвик за да може да се редефинира меѓусебниот однос кој ние го имаме воспоставено на ниво на корпорација, клиент
и со тоа евентуално да донесе до некој повисок степен на квалитет на живот. Дистописките сценарија не би ги врзал исклучиво со развојот на компјутерите, вештачката интелигенција, роботиката, бидејќи човекот во себе ја носи моќта да креира и да уништува подеднакво, и ако не ги трансцендираме тие нешта, може да ги уништиме сите компјутери, сите роботи, деструктивниот елемент ќе се манифестира во безброј други форми. Така. Се согласувам и ти благодарам многу што го обавивме овој прекрасен разговор. Ја навистина уживав. Ти посакувам уште многу успешни проекти и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна убава прилика. Благодарам на вас, вашата емисија, вашата телевизија и поздрав до сите гледачи.